очигледно е за жал дека владеачката партија не ја научи лекцијата која се случи на локалните избори на парламентарните за Пустец. За жал имаме повторна една организација на измама на некој начин или обид за измама на гласачите, а тоа е саботирање, како што кажа и Циги, на референдумот кој што е закажан и кој што ќе се одржи во недела. Значи, вчера голем број на граѓани се јавија и ни кажа дека ги посетуваат представници на така наречена невладино здружение на архитекти, кој што тврди дека во недела референдумот е откажан и дека истиот е нелегитимен и не е валиден. Она што е многу интересно е што сите кои што зборуваат и ги посетуваат граѓаните и кои што ги терат да се откажат и да им кажат дека референдумот е откажан, не се од Скопје, туку се од други градови се носени со автобуси, се со цел да не бидат препознаати, се разбира. Сакам со жалење да констатирам дека оваа стратегија на владеачката партија е лоша. Јас на почетокот побарав да не се оди со обструкции, тие може да окажат својот став, дали се за или против задржување на автентичниот изглед, но не да се попречува учество на граѓаните. Затоа дозволете јас да се приклучам на овој повик и да апелирам до граѓаните масовно да излезат во недела на референдумот и јасно, недвосмислено да искажат својата волја. Особено, ќе искористам оваа прилика, особено сакам да им се обратам на активистите и членовите на ВМРО ДПМН. Јас знам дека токму тие се и најмногу изложени на притисок, особено оние кои што работат во јавната администрација, но исто така знам дека ова е референдум кој што е надпартиски, кој што е неполитички и исто така знам дека на ГТЦ е потребна токму нивната подршка. ГТЦ ја бара и нивната подршка. Па нели има иницијатива за негова смена, не знам дали тоа ќе се случи до недела, но не може тој да ја попречи јасно изразената волја. И овие активности на така нареченото невладино здружение на архитекти исто така може да наштети, но не и да ја промени волјата на граѓаните. Затоа апелираме да се излезе на референдум. Ние покажавме дека кога граѓанинот ќе излезе, тогаш не може никој да спречи и да ја направи фалсификат. Вчера пристигна информација дека повторно е можно организирање на граѓаните. Тоа е една информација која што се надам дека не е точна и за која што не можам да најдам логика, затоа што не верувам дека има луѓе или доминират луѓе во владината гарнитура кои што сметат дека такво сценарио треба да се повтори. Тоа ќе биде погубно не толку за ние што ќе гласаме, бидејќи се навикнавме на тоа. Ќе биде погубно за нив затоа што во овој момент треба сите да покажеме зрелост и што е најважно и цело време така и настапуваме, ова е референдум кој што е непартиски. За жал никогаш докрај не се откри колкав е бројот, само се откри дека тие беа нелегитимно присутни на избирачкиот список, дека нелегитимно добија лични карти, без адреси, дека добија во издатум, дека беа сместени по 40-50 во станови, но искрено не би сакал да провоцирам, мислам дека нема да се случи сценариото Пустец, или да бидам попрецизно, се надам дека нема дотаму да дојде за да ги видиме повторно како ги бараат гласачките места на кои што им е дадено инструкција да гласаат.